Добре дојдовте, почитувани гледачи, во уште едно издание на емисијата Интерактив на МНЕТ телевизија. И овој пат сме во Делчево на разговор со невладината организација Регионален центар за застапување. Ке поразговараме со Родне Делска, представник на Регионалниот центар за застапување, организација која што делува во Делчево, меѓутоа и во околните општини и целиот регион. Која е целната група на Регионалниот центар за застапување и повеќе за незините почетоци ќе слушнеме од Родне Делска. Каже ни најпрво, кои се почетоците на Регионалниот центар и која е целна група за делување? Така, јас најнапред би сакала да ви посакам добре дојде во РЦЗ. Искрено ми е многу мило што како нов медиум покажавте интерес за работата на нашата организација, а особено ме радува тоа што ја препознавате вредноста на невладиниот сектор во регионот и затоа и со задоволство и го прифатив овој разговор, нели, со задоволство ќе ви пренесам што е она што РЦЗ го работи и што е она што во иднина планира да го работи. РЦЗ по широката јавност веќе знае дека постои скоро 15 години, значи самостојно. Претходно од 2003 година беше дел од Центарот за поддршка на невладини организации во Делчево. Сега на 26 октомври го славиме 15-тиот роден ден, значи тоа е веќе деценија и пол во која што ние работиме. И во тој период има навистина голем број на проекти, како поголеми, така и помали проекти, локални иницијативи и други активности со кои што ги поддржуваме, даваме поддршка на нашите целни групи и ги застапуваме во нивните различни интереси. Наша главна целна група е невладиниот сектор од регионот, меѓутоа од тука не е изоставен и бизнис секторот и локалните институции, посебно локалните самоуправи со кои што заеднички им помагаме во однос на оние иницијативи, активности кои што ги имаат и онај ефективен развој кој што сакаме да го направиме во целиот регион. Ти во најавата спомена дека сме регионална, самото име кажува дека ги застапуваме интересите на овие три сектори во регионот, значи освен Делчево, Берово, Пекчево и Македонска Каменица, од крајниот исток општините, исто така делуваме и на териториите и на општините Кочани и на општината Виница. Значи, освен оние поголеми проекти и поголеми застапувања кои што ги правиме за проекти, исто така пружаме и лепеза на најразлични услуги, како што се организирање на обуки, кампањи, инфоденови и така натаму. Значи, генерално ја даваме сето она поддршка која што можеме да ја дадеме на пред се на невладиниот сектор како наша целна група, а во однос на стратешките области во кои што работиме, тоа се главно животната средина и потикнувањето на руралниот развој. Сега не знам, можам да споделам со вас поголеми проекти со кои што ние посебно се гордееме и ни се посебно драги во ова 15 годишно Сигурно има голем работење. број на проекти кои што ги имате реализирано. Кои се позначени, со што се гордеете, кој е проектот кој што ве отсликува, да речеме? Така. И кои проекти моментално ги работите, на што се фокусирате? Така, значи еден од поголемите проекти тука ќе го споменам, енергетско ефикасното осветлување на Делчево, значи во делот на јавно осветлување, со тоа што се заменети обичните со енергетски ефикасни светилки во градот. И ова е еден од поголемите проекти, некако европски тренд кој што ние го наметнавме тука во Делчево и со тоа не само што предизвикавме заштеди во буџетот на општината, туку и го намаливме емитувањето на CO2 честички во воздухот и ова е еден од така поголемите проекти кои што ни се посебно значени. Ова се случуваше некаде 2008-2009 година. Поголем проект кој што го реализиравме е проектот од 2016 година со Милио Контакт Македонија, кога беше изработена 10-годишната стратегија за климатски промени на општина Делчево, еден доста значаен и еден доста обемен документ. И она што е уште поважно е дека преку овој проект обезбедивме 60.000 американски долари, се разбира тука со поддршка и од општината, за да оствариме едно од приоритетните цели кои што се јавија во овој стратешки документ, а тоа беше поставување на атмосферска канализација на улицата Питогули во Делчево и тоа е првата атмосферска канализација која што е направена во општината и пак ја споменам, се разбира со помош на и финансиска и помош во однос на човечки ресурси од страна на општина Делчево.
Во меѓувреме РЦЗ го организираше првиот Лидер Фест во Македонија со помош на мрежата за рурален развој на Македонија, исто така преку два проекти од Швајцарската агенција за развој и соработка, кои што се доста значени. Еден од нив мене ми е, еве ќе кажам, омилена, верувам и на многу делчевци, а тоа е патеката на пешачката патека која што е направена на кеот на реката Брегалница, тука во близина на нашата канцеларија. Тоа е патека изработена од природен камен во должина од 520 метри, навистина едно прекрасно катче, верувам на сите тоа им значи во градот. Поставена е урбана опрема, осветлување на патеката. Многу позначено е тоа што патеката има летна училница, има информативни табли кои што се однесуваат на биодиверзитетот баш во овој дел на реката Брегалница. Исто така од оваа програма поставени се 7 колекторски системи на основното училиште Ванчо Прке во Делчево и сменети се санитарните јазли, со тоа што хигиената во овој училиште е подигната на малку повисоко ниво. Ево ова се оние поголеми проекти кои што сакам да ги споделам. Во меѓувреме имаше многу локални иницијативи и многу активности кои што се во меѓувреме спроведени, кои што го потикнале развојот на различни целни групи кои што биле вклучени во тие проекти. Така, како ќе се развива регионалниот центар за застапување во иднина? Како ќе действувате? Знаете како, бидејќи сме дел од невладин сектор, некако ќе се развиваме онака како што ќе се развива невладиниот сектор и во Македонија и во регионот. Јас можам да кажам дека постојано следиме трендови и гледаме тие позитивни примери и добри пракси од странство да ги имплементираме и тука, бидејќи невладиниот сектор се развива независно од другите сектори, иако е поврзан со другите сектори. Ете, нескромно ќе кажам дека сакаме да одиме на едно ниво, организацијско ниво повеќе, затоа што имаме можности за тоа, имаме средства посебно во делот на човечки ресурси со кои што располагаме како организација, не само внатрешни, туку и сите оние надворешни експерти и соработници кои што ги имаме во различни области и понатаму ќе продолжиме со јакнење на капацитетите на нашите целни групи, бидејќи тоа не е баш во мисијата на организацијата, бидејќи сметаме дека на некој начин тоа е не единствениот, меѓутоа еден од главните начини на кои што може да се подигне јавната свест. А кога веќе имаме зајакнати капацитети и подигната јавна свест, тогаш е многу полесно да ги направиме тие, да се работи, да ги направиме тие позитивни општествени промени кои што сите сакаме да ги постигнеме. Многу е сигурно дека ќе работиме во оние што ни се главни стратешки области, тие што ги кажав, животна средина и рурален развој, меѓутоа не го исклучуваме и работењето во други области кои што се актуелни и за кои што донаторите во моментот имаат интерес. Тоа е лично јас од оние бариери со кои што секојдневно се соочувам во моето работење, можам да кажам дека очекувам барем во иднина да се повеќе електронски да се развие начинот, тие бирократски процедури од начинот на кој што ние ги регистрираме проектите и слично, нешто што верувам дека им фали на сите граѓански организации. Би сакала да има плурализам во проектните идеи и навистина да се финансираат и да се поддржуваат најквалитетните. И мислам дека она што е најважно да има кохезија, соработка и координација помеѓу сите сектори, бидејќи ние како индивидуалци за постигнување на промени во општеството не можеме сами да делуваме во никој случај. Така, колку имате соработка со општинските институции, не само Делчево и од целиот регион? Така, да, бидејќи сме колку ве поддржуваат во тие ваши идеи кои што сакате да ги реализирате? Така, значи ние имаме извонредна соработка со сите локални самоуправи во целиот регион. Особено ќе ја споменам соработката што имаме со општина Делчево, бидејќи тука ни е седиштето на организацијата. Ние со нив имаме работено многу проекти, дел од нив ги споменав. Особено ни се значајни стратешките документи кои што ги изработуваме, бидејќи многу работиме на тоа поле на изработка на стратешки документи, а тие се доста важни и се доста важна подлога за да може да се детектираат сите проблеми кои што ги имаме на локално ниво, да се одредат приоритетните и после тоа да се одреди кои активности треба да се преземат за да може да се решат тие локални проблеми, затоа што знаете, граѓаните кога зборуваат за општината
најмногу се поистоветуваат со општината и очекуваат таа да ги реши сите нејзини проблеми. Меѓутоа факт е дека не може да ги реши некои специфични области или некаде каде што не може да делува баш. И затоа сме ние тука, невладиниот сектор, да може да го поттикне сето тоа во специфични теми. Сакам да ги споменам стратешките документи кои што се изработени со општината. Ја кажав веќе таа 10-годишна стратегија што е за климатски промени. За општината веќе еве сега во моментов работиме на стратегија за локален економски развој и претходната на општината ја работевме. Исто така изработена е стратегија, една од првите, мислам дека стратегии, меѓу првите стратегии за соработка на општината со граѓанскиот сектор. И исто така една значајна стратегија која што изработивме, а тоа е стратегијата за надворешна комуникација на општина Делчево со граѓаните. Значи постојано работиме на унапредување на таа соработка и навистина сме среќни што имаме добар одзив и од нивна страна и вклучување. Како ќе се развива, всушност што е она што недостасува за поголема активност на невладиниот сектор, или поедноставно да го кажеме што е она што треба да се измени, надополни за граѓанскиот сектор да може да се покаже во вистинско светло? Јас сум веќе 2 години во невладин сектор. Тоа знам дека е прекраток период. Меѓутоа, претходно имам работно искуство во делот на следење на работата на невладиниот сектор од надвор. Така што ќе си земам за право да кажам дека немаме нешто посебно развиен граѓански активизам. Ако се има предвид дека во Делчево има околу 100 регистрирани граѓански организации, што можеби по глава на жител е најмногу во цела Македонија, по некоја логика тука граѓанскиот активизам треба да е најразвиен, нели? Меѓутоа за жал не е, да. Македонија нема култура на масовни граѓански движења, нема култура на организирање процеси, поттикнување иницијативи. Не мора секогаш тоа да е во негативен контекст. Може да биде и за некоја позитивна промена или за внесување на нешто што навистина ни треба локално. Така што многумина знаат да кажат дека тоа е можеби последица на менталниот склоп, што не велам дека не е така, меѓутоа тука се многу фактори во прашање. Да бидеме реални, ако некој се вклучи во некоја таква акција на граѓански активизам, веднаш го етикетираат и го поврзуваат со некоја партија. Веќе тргнам лично од мене како млад човек, нели, младите сите ги спомнуваат како двигател на општествените промени. Сега имате млад човек кој што оди по обуки, оди по семинари и многу се обучува и ги јакне своите капацитети во било која област. Во меѓувреме, истиот тој млад човек е член на некоја партија што е сосема легитимно и негово право. Кога неговата дискутабилно е тоа што кога неговата партијата која што тој ја поддржува е во опозиција, тогаш што е критички настроен, поттикнува иницијативи за промена. Кога е обратно, кога партијата во која што тој членува е на власт, тогаш се повлекува некако, не е веќе критички настроен и од граѓански активист станува, да го кажам, борец за човекови права. Тоа е проблемот тука. Мислам, еден од проблемите што јас го сметам, значи настрана од тој ментален склоп и само како една причина за кочница за развој на тој граѓански активизам. Треба многу да се работи. Јас повторно ќе кажам дека работата на работењето на јакнење на јавната свест е важна. И треба да се почне баш од тој сегмент. Па кога веќе ќе се почне, ако не за 10, тогаш за 20 години тие работи сигурно ќе се сменат. Од каде треба да се почне, од самите граѓани или од институциите? Па тоа е еден систем кој што врзано работи. Не може да се одвоено. Значи, кога ние ќе работиме на јакнење на јавната свест, тогаш тие ќе имаат повеќе потреба и од услугите, ќе знаат да ги ценат услугите на институциите, дали се квалитетни, дали не се квалитетни. И некако сите заеднички кога ќе работат на унапредување, тогаш многу работи ќе се сменат, не само во делот на граѓански активизам. Дали може тоа да се промени? Дали може да почне да се действува онака како што граѓанскиот сектор би сакал да може да се действува за да стигне гласот на народот, нели, до институциите на локално и евентуално и на регионално ниво? Па јас верувам дека може.
искрено не верувам дека нешто не може да се случи ако навистина се сака. Знаете како обично кај нас се чека некоја иницијатива да се покрене на централно ниво, па некако да се прошири, да ги опфати регионот или помалите градови како што е градот Делчево. Значи, ние си имаме наши локални проблеми тука и не можеме некој што е граѓански повеќе активен во Битола, Скопје или Охрид да ни покрене иницијатива за нешто што ни фали тука. Треба да си тргнеме од самите себе и од нашите реални проблеми. Јас кажав дека Делчево има навистина многу граѓански организации кои што работат во сфери што може во секоја сфера што можете да ја замислите, секаде има граѓанска организација, така што треба да се малку поактивни за да може да ги направат реално тие промени. Како што кажав, ние имаме одлична соработка со општината и таа многу ни помага за имплементација на тие работи тука на локално и на регионално ниво. Она што можам да го кажам од терен е дека во изминатите години во Македонија некако се чувствува делувањето на граѓанскиот сектор по региони. Поактивни се оние региони каде што имаме повеќе застапени малцински групи, каде што има заштитени подрачја или пак природни паркови, и тоа е разбирливо затоа што во моментот интересот на донаторите е баш во тие места каде што ги има каде што треба да се развијат тие области, но во никој случај тоа не мора да значи дека останатите региони кои што не располагаат со природни некои реткости или каде што нема малцински групи, треба да се помалку застапени на листите на донаторите. Значи, генерално се зависи од амбициозноста на самите граѓански организации и на она што сакаат да го потикнат и да го споделат пошироко. Значи, многу е важно тука да ја споменам и соработката и со останатите граѓански организации. Ние кога работиме на јакнење, ние генерално секој проект кој што го работиме, во секој проект имаме активност за јакнење на капацитетите. Најнапред на невладиниот сектор, а потоа и на сите останати институции од нашиот регион. Имате еден проект, не знам дали е завршен или се уште е во тек, за медиумската писменост. Значи, докаде е овој проект? Колку е значаен за, имате доста работилници и активности со младите во Делчево, со средношколците. Колку е потребно младите да се едуцираат на тоа поле? Проектите за медиумска писменост се работеше за два проекти. Значи, еден проект беше за медиумска писменост, а другиот беше за дигитална писменост. И тоа се проекти кои што веќе ги завршивме. Меѓутоа, би било добро да ги споменам затоа што се многу значени во време кога многу се зборува за медиумската писменост. Едниот проект го работевме со основци и средношколци од Делчево и му држувавме обуки за борба против лажни вести и дезинформации. И доста интересен проект и изненадувачки многу голем интерес од страна на учениците. Значи, јас до ден денеска и после колку може има 6 месеци од завршувањето на проектот, јас добивам телефонски повици да се работи нешто, да се вклучат во слични активности. За жал во моментов немаме таков проект, меѓутоа правиме напори на почетокот на ноември кога ќе биде неделата на медиумска писменост да се вклучиме пак со некои активности, бидејќи лани организиравме недела на медиумска писменост, имавме проекција на едукативни филмчиња за медиумска писменост за основците, ги носевме на медиумска тура во медиум за да видат како функционира медиумот, како медиумите реално се соочуваат со лажните вести, така што тоа беше еден доста интересен проект кој што потикна голем интерес и после тоа работевме на уште еден проект за дигитална писменост. Тој се однесуваше малку повеќе за повозрастните генерации, беше наменет само за средношколците од Делчево. Во рамки на тој проект изработивме мобилна апликација, Digilid се вика апликацијата и е кратенка од дигитална писменост на англиски јазик. Таа апликација работевме заедно со професорите од Делчевската гимназија и преку тој проект ние ги детектиравме сите оние интернет страници на дополнителна литература кои што учениците можат да ги користат во рамки на образовниот процес. Ние свативме кога го пишувавме проектот дека учениците користат интернет. Тоа е факт. Меѓутоа, многу е важно да го изберат онај канал, онаа веб страна која што стварно има точни и проверени информации, за да може да ја користат. И токму затоа, заедно со професорите по сите предмети, ги детектиравме од секој предмет по 10 линкови од
од интернет, кои што се клучни за нивните предмети, ги ставивме на апликацијата и сега слободно може да ги користат како точни и проверени информации, како дополнителна литература надвор од тој нели формален образовен процес. Би сакали понатаму да имаме проекти што ќе обработуваат нели оваа тема за медиумска писменост, бидејќи факт е дека многу му треба тоа на Делчево, а и на целиот регион. И не само што е актуелна темата, туку навистина се соочуваме со големи проблеми во тој дел. Кои активности сега ги превзема регионалниот центар за застапување? Кои проекти ги работите? Така, во моментот имаме 3 активни проекти. Едниот е од областа на животната средина, односно тука повеќе внимание посветуваме на Архуската конвенција. Да појаснам само, Архуската конвенција е меѓународен документ кој што ја прави таа поврзаност помеѓу човекот и неговите права за животна средина. Ние како луѓе имаме право на живот во чиста и здрава животна средина, имаме право да дишеме чист воздух и токму ова е конвенција која што е признаена исто така и во Македонија, кој што ги регулира тој пристап до информации и правни нишки за да може да си ги оствариме нашите права доколку имаме некаков проблем како граѓани во областа животна средина. Во рамки на овој проект, бидејќи Архуската конвенција не е доволно позната во нашиот регион како таква, ние правиме поголеми обуки, 4 поголеми обуки за невладиниот сектор и за локалните институции во кои што ги обучуваме за тоа што значи Архуската конвенција и многу повеќе за незините 3 столба, а тоа се слободниот пристап до информации, подобар пристап до правда и активно вклучување на граѓаните во донесување одлуки во теми кои што се поврзани со животната средина. Тука имаме испланирано една така малце поголема кампања која што се однесува на целиот источен регион. Предвидена ни е телевизиска дебата, исто така ќе имаме и промотивни видеа. Така што мислиме дека после овој проект така малце повеќе ќе потикнеме свеста не само за Архуската конвенција, туку и воопшто за теми кои што се поврзани со животната средина. Како втор проект кој што моментално го работиме е од областа на економијата, поточно на зелената економија, зеленото предприемништво и зелените работни места. И ова е тема која што така малце повеќе ја начнуваме, не е нешто посебно обработено досега во нашиот регион и тука имаме обуки кои што веќе ги завршивме. Тие обуки се однесуваа на повеќе на бизнис секторот, затоа што бизнис секторот ни е тука клучен за отварање на тие зелени работни места, кои што се всушност иднината на економијата и зеленото предприемништво, односно како да имаат повеќе заштеди во однос на електрична енергија, во однос на вода, како да произведуваат, како да испуштаат помалку отпад оние кои што веќе прават отпад при нивната работа. Исто така и во овој проект имаме малку така помала мини промотивна кампања во која што веќе изработивме едно промотивно видео до кое што сакаме да допреме до пошироката јавност. И уште еден проект кој што исто така ни е во тек во моментов, тоа е изработка на стратешки документ, претходно го споменав, изработка на стратегија за локален економски развој на општина Делчево. Тука сме некаде во завршна фаза и тоа ќе биде проект кој што ќе се однесува за периодот 2021-2025 година. И ете ексклузивно за вашата телевизија да најавам дека од 1 ноември почнуваме со уште еден доста интересен проект. Не би сакала сега да откривам нешто повеќе, меѓутоа ќе биде навистина доста интересен бидејќи во рамки на тој проект од наредната година, здраве Боже, планираме Делчево да го добие првиот хаб за млади, нешто што сега засега го има само во главниот град и повеќе ќе се обработуваат теми од областа на социјалното предприемништво. Јас ви посакувам да ги реализирате сите ваши идеи кои што сте ги планирале и да бидат успешни сите проекти кои што сте ги започнале. Ви благодарам за гостувањето во денешната емисија и се надевам на следна соработка. Да, ви благодарам уште еднаш за поканата, бидејќи сте нови во медиумскиот етер, ќе ви посакам многу плодна и успешна работа и искрено верувам дека ќе бидете промотор и на независното новинарство и на медиумската писменост која што веќе ја споменавме во нашиот регион, бидејќи
на вистина на источниот регион му фали малку плурализам во однос на медиуми и на вистина е тоа нешто што ни треба. Ние имаме одлична соработка до сега со сите медиуми, како што кажав. Верувам дека на исто ниво ќе биде соработката и со вашата телевизија. Верувам, јас ви благодарам уште еднаш и ви благодарам и за желбите, нели, за успешна работа и за нас. Почитувани гледачи, се одјавуваме овде. Невладиниот сектор е доста значајна гранка, не само за општина Делчево, туку и за цела Македонија и затоа се надеваме дека успешно ќе продолжи да работи и ќе продолжи да им служи на граѓаните. Довидување до следна прилика.